Партиски политички бранувања во албанскиот блок, но засега нема прелети на пратеници од еден во друг табор. Таравари излегува од владината коалиција, но само ако Мицковски така одлучи. Зошто министерот за здравство се одлучи на ваков чекор? Ке дојде ли до старо нов сојуз села Таравари под исто знаме во алијансата на албанците? Добро е за Елми Азири. Вие сте подпредседател на Алијанса на албанците од таборот на Зијадин села, дел сте од пратеничката група. Која е според вас иницијалната каписта за ваквиот радикален чекор на министерот за здравство Таравари? Би сакал реално да ги видиме нештата во Македонија и би сакал да бидат овие реалните причини. Во некои изјави самиот господинот Таравари ги даде за медиумите. Во една прилика он кажа дека според неговите анкети 70% од граѓаните албанци се незадоволни од владењето. Јас мислам дека тој процент е многу поголем од 70%. И јас лично тука би ја гледал причината за овој чекор на господинот Таравари. Инаку, имајќи во предвид се што се случуваше во Алијанса за албанците пред изборите на 8 мај и помпезноста како се формираше влен и така натаму, сметам дека формалните изјави за советнички листи за градоначалнички места се ептен тривијални за да бидат главна причина за ваквите случувања или ваквиот раскол во самиот влен. Сметам дека свесни се за погрешните постапки што ги направија дури од почеток со нивното однесување во Алијанса за албанците, свесни дека во ова влада досега апсолутно нема ништо направено за добробит на граѓаните. Во ова може да го подкрепиме во тоа дека ниту една точка, буквално ниту една точка од предизборната програма на Влен не е преточена во владина програма. Господин Азириш, која е иницијалната каписла што тоа го чувствуваат граѓаните дека нешто не оди и дојде време политичарите сега да излезат пред граѓаните за локалните избори со нивните ветувања што ги направија пред парламентарните избори. Која е иницијалната каписла Таравари да повторно да се врати и да чукне наврата кај Али Ахмети, до вчерашниот негов противник, за кого јасно и гласно зборуваше дека е изворот на корупцијата и криминалот. Едно да не заборавиме, улога на државата и улога на владата посебно е да ствара задоволни граѓани. Ние имаме повеќе од 80, можеби 90% од граѓаните албанци се незадоволни од ова влада. Незадоволни. Зошто се незадоволни? Затоа што ние сите знаеме низ што помине Република Северна Македонија години наназад. Охридскиот рамковен договор е дел од уставот на Република Северна Македонија. Охридскиот рамковен договор имаше 4 главни столба. Сите столбови на Охридскиот рамковен договор на еден или на друг начин се начнати. Прво беше законот за јазици, нели? Еве, гледаме месеци наназад Уставниот суд прави притисок. Второ, правичната и адекватната застапеност на немнозинските заедници е уставна категорија. Гледаме дека се укина етничката припадност како критериум, а со тоа и балансерот се укина. Друго, трето фактички, беше фискална децентрализација. Ние во Македонија немаме функционална фискална децентрализација. И наместо владата да ја продлабочи фискалната децентрализација, они што прават? Со унгарскиот заем, они ја засвртуваат централизацијата во државата. А во програмата на Влен пишуваше сосема друго, со нашите мерки ќе влијаеме кон запирање на уценувањето од страна на централната власт кон локалната власт. И предпоставувам дека
Недостатокот на резултатите, недостатокот на исполнувањето на, во наводници, лажните ветувања што ги има пред изборите во 8 мај 2024 година, се реалната причина. Зиедин Села судски ги доби печатите на Алијанса на албанците. Можно ли е повторно спојување на Села и Арбен Таравари, довчерашни лути противници? Проблемот со печатите на партијата е во апелација во Гостивар. Значи, судот во Тетово по втор пат одлучи дека партијата спаѓа таму кај што господинот Села е председател на партија, што ние тоа го кажувавме од времето, од почеток. И се надевам дека и апелација во Гостивар ќе одлучи така и ќе се зацврсти, одлуката на основниот суд во Тетово. Господинот Села и господинот Таравари беа многу блиски пријатели и најблиски соработници во Алијанса за албанците 7-8 години. Теоретски се е можно и да се спојат, теоретски е можно и да се вратат и господинот Таравари и другите членови на Алијанса за албанците во Алијанса за албанците, таму кај што и припаѓат. Слушам дека има некоја иницијатива, јас не знам како ќе се одвиват работите. Во секој случај ние сме за обединување, затоа што обединувањето секогаш е најпрвен хумана работа, човечка работа. Што значи повикот на вашиот лидер Зиедин Села за обединување на сите албанци? Господинот Села ова го има кажано одма после изборите, не само сега. Првиот пат кога го кажа, одговорот на Таравари беше Села и Ахмети да се соочат дека сега се опозиција. И господинот Села и господинот Ахмети знаат дека се опозиција, но и господинот Села гледат како работи владата, гледат како работи позицијата. Поаѓајќи од овие вредности и од нашите вреднувања дури и пред да се случат изборите и пред да се формира владата, ние сме укажале во Централното председателство, по нашите собири, по нашите седници, сме кажале дека во Македонија, значи, се чувствува една тенденција на хомогенизација на македонскиот политички блок. И за жал тоа малку по индиректна форма и се случи со големата победа на ВМРО-ДПМНЕ со 58 пратеници, плюс 6 пратеници на партијата Знам и еве го слушавме и министерот, не министерот, него представник на партијата Знам во последните случувања во една изјава вика дека владата нема проблем, имаме 64 пратеници ВМРО и Знам и како ништо да не се случува, значи сака да стават до знаење дека може и без албанци, може и без турци, може и без роми, може ние имаме толку пратеници, ќе тераме. Но ова логика е во спротивност со демократијата во Македонија. Нашата демократија така е направена, така е изградена и во тие принципи функционира. Двете најголеми заедници во државата се македонците и албанците. Пожелно е, за да функционира државата без тензии, да функционира со почитување на волјата на граѓаните и од страна на македонците и од страна на албанците. Господин Азири, Таравари вели дека само телефонски разговора со Ахмети, вашиот лидер Села вели имало неколку средби. И сега прашањето ми е кој не ја кажува вистината? Јас мислам дека господинот Зиедин Села ја зборува вистината. Кога се одржале тие средби? Јас не знам, но од моето искуство со господинот Села, значи кога ќе каже нешто, добро е размислувано и без факти, без аргументи не зборува. Вие сте во коалиција со Дуи и Ахмети. Власта и вреди се концентрирани кон дискредитација на интегратиците и штабот на Мала Речица како дувло на криминал, центар за контрола врз институциите, додека Дуи 2 децении беше во владините коалиции.
И сега сметате ли дека можеби оно што денуваме можев да го чуем, можно е сценарио да има притаен договор Мицковски Таравари Ахмети? Вака, единствено политичко наследство за кое јас можам да се изборам е наследството од Алијанса за албанците. Јас сум повикуван за тоа наследство затоа што години наназад сум пратеник, сум подпредседател на партија, значи еден од поистакнатите членови на партијата. За другите политички партии не би сакал да зборам затоа што не сум прозван. Како второ, сметам дека селективниот пристап, најблаго кажано, кон именување на една политичка партија за коруптирана и другите политички партии воопшто да не се спомнуваат во овој дел. Значи не делува добро кон граѓаните и не делува убедувачки. Зошто ние знаеме 30 години во Македонија владее некој. Како вие ќе се заштитите од овој Само малку да завршам. 30 години во Македонија владее некој. 30 години во Македонија се зборува за криминал и корупција. Сите се свесни за тоа. И сега се ова да се сведе во некоја, само во една политичка партија, мислам дека е некоректно и затоа можеби и граѓаните не веруваат во ова приказна. Апсолутно не сакам да прејудицирам дали некој е коруптиран или не е, или кој е коруптиран или не е, затоа што не е моја работа на институциите. Но сметам дека ова теза што се пласира во јавноста, мислам дека не пали кај граѓаните, затоа што со своите постапки владата не ги убеди граѓаните дека стварно им пречи некој поради X причини и ова влада ќе делува на поинаков начин. Затоа што кажавме, секогаш на политичка основа анализирам, случувањата во Македонија со новата влада во овие 9 месеци, сакале ние или не да ги прифатиме и колку сакаме да ги софистицираме, ни кажуваат дека ова влада е насочена да го реализира 100% ветеното пред изборите, која се преточуваше во двете главни слогани мота што ги имаше владеачката партија: Македонија повторно твоја и Македонија горда. Јас мислам дека ова не е најдобар начин за државата да се чувствува горда, за граѓаните да се чувствуваат горди, затоа што ова држава е на сите граѓани. Дали Таравари ја факторизира ДУИ? ДУИ и Европскиот фронт, за жал, го факторизират делувањата на владата. Немањето на резултати, враќањето назад со одредени процеси, регресивните делувања на владата во однос на некои постигнување на албанците, априори подразбира дека опозицијата се факторизира, затоа што ние сме свесни со сите пропусти што ги имаше пронешната влада, со сите пропусти, сепак имаше достигнувања што се однесува до меѓуетничката кохезија, до спласнување на тензиите. Но непобитен факт е дека ВМРО ДПМН и премиерот Мицковски, лидер на партијата, има комотно мнозинство, дури да се одлучи Таравари да се замени и дури ако премиерот одлучи да му даде црвен картон на лидерот на крилото друго од Алијанса на албанците. Колку е реално ова што го заговара Зијадин Села? Обединување, повик до вреди да излезат од владата и да се одржат локални и парламентарни избори на есен. Ние се залагаме за тоа. Ние сметаме дека се повеќе од потребни предвремените парламентарни избори во државата, затоа што имаме влада со половичен легитимитет. Апсолутно ВМРО ДПМН ги победи изборите, има легитимитет и затоа се однесува комотно.
Елми Азири, пратеник во законодавниот дом, дел од таборот на Зијадин Села, од Алијанса на албанците, од Европскиот фронт. Господине Азири, дали Тирана и Приштина го поделија партискиот терен? Еди Рама соработува со сегашната опозиција поради блискоста со Ахмети, неспорно е дека лидерите на Вреди често се на релација Скопје-Приштина на разговори со Курти. Реално кажано, јас не сум видел, нити сум чувствувал вмешаност во партискиот живот на албанците во Македонија од страна на господинот Еди Рама. Од спротивна страна имавме директно вмешување, директно влијание на господинот Албин Курти, кој впрочем има и голема улога одиграно во формирање на Влен, има голема улога одиграно според нас и во расколот што се случи во Алијанса за албанците, што сметам дека не придонесуваше позитивно кон животот, политичкиот живот на албанците во Македонија. Господин Азири, на крајот, каква разврска очекувате од одметништвото на Таравари од коалицијата со Вреди? Вака, хипотетички тешко е да се одговори на ова прашање. Слушаме денови дека имат уште неколку денови време за евентуално можен договор. Јас мислам дека како почна формирањето на Влен, така и ќе заврши. Неславно почна и неславно ќе заврши. Што значи дека тоа оди во насока на локални парламентарни избори, во однос на тоа што вие го заговарате како неопходност? Јас мислам дека очекувано е таква разврска. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Елми Азири, пратеник во законодавниот дом од редовите на Алијансата на албанците, кој е дел од Европскиот фронт. Тешко живеат во нивните матични држави заради тоа што не сакаат сите одеднаш да ги прифатат сите барања од нив, и би било добро Бугарија и Грција како носечки балкански држави на европските вредности да покажат со пример како се вежба таа демократија и мултикултуралност,